Ден кога се објави големата вест за раѓањето на Спасителот, ден кој го одбележува христијанството. Божич денеска го чествуваат повеќе стотици милиони жители на земјата. Во исчекување на објавата за најголемата радост, преполни се храмовите, бијат камбаните, молитва за Спасителот. Во радост се дочекува големиот ден, а подготовките започнуваат 4 недели порано, со постот кој содржи 3 елементи: молитва, пост, милостина. Вистински христијанин би требало секој ден да се моли, и тоа почнувајќи од утрото, да му заблагодари на Господа што доживеал уште еден ден, да му го посвети тој ден на Господа и, например, вака со ови зборови: Господи, ти благодарам што ми подари уште еден ден во животот, те молам овој ден да го проживеем во Твоја милост, со Твоја помош, со Твој благослов. Прими го сето добро што ќе го направам во тој ден и благослови ги сите со кои ќе се сретнам во овој ден. Дај ми сила да може да поднесем и проблеми и потешкоти што ќе дојдат во тој ден. Сето тоа ти го подарувам и ти благодарам за се што ми имаш дадено, бидејќи секој христијанин треба да биде свесен, се што има му е подарено од Господ и е повикан сето тоа да го подари на Господ. Црквата бара да постиме со цел да се постигне владење на душата над телото. Сршта на негова наука е изразена во една заповед која гласи: сакај го Господа со сето срце, а ближниот како себе си. Да го сакаме Господ со сето срце, тоа значи да ја запознаеме неговата волја и да ја вршиме неговата волја. Неговата волја ни е објавена во 10 Божји заповеди. Католичкиот свет празнува, го величи својот Спасител. Јаслите во црквите го символизираат Витлеем и светата Божичина ноќ. Така го доближуваат празникот до луѓето, до верниците, за да го доживеат, за да го почувствуваат волшебството на раѓањето Исусово.